Јас и на комисија реков дека дојдов да учам и да слушам, особено од еден познат експерт за дефицити, каков што е заменик министерот за финансии. Меѓутоа, деновиве читам што препорачуваат најголемите светски експерти и економисти. Па, бидејќи ми е омилен Јозеф Штиглиц, читам што вели тој, а читам што вели Нобеловецот Кругер. И тие се враќаат на депресијата американска, 29-та, 32-та и 33-та, и велат дека е ова време за некој лик како Рузвелт. Значи, New Deal. New Deal се однесува на капитални инвестиции. И затоа ме чуди логиката на луѓе од економијата, кога мислат дека што ме толку кусо времето и штом треба да се справиме со страшниот пожар, наречен COVID-19, треба да мислиме само на Панче Минов, бидејќи рече дека нема време за капитални инвестиции, не е време. Значи, сега јас не знам вие во кое својство сега настапувате, но не е важно. Да, конкуренција. Имате конкуренција. Знам, познато ми е тоа. За жал, кога се троши ум на такво нешто, резултатот е катастрофален. Или на евоцирање на спомени. Значи, напротив, се вели дека ваквите кризни моменти се време за капитални инвестиции, бидејќи тие ќе дадат резултат. Значи, не е точно дека не е ова време за такво нешто. Се бара, не препознавам во нашиот председател или во нашиот премиер некој нов Рузвелт или некој кој ќе посегне по New Deal. Тоа е првото. Второто, господинот Минов, со право, бидејќи влегува во социјалдемократско друштво, може би му е тоа идеологијата, Уставот вели дека Македонија е социјална држава, за жал е социјален случај, се осврна на најповредените, најфрагилните категории, пензионерите, стечајните работници, самохраните мајки и дури рече дека дели став, се надевам не е популистички, дека законски треба да се заштитат. Еве јас ви се придружувам, значи ви предлагам, доаѓа време кога ќе зборуваме овде за буџетот, ајде, не, велите вие во ребалансот 21, зошто да чекаме ребаланси, на потексте, ја ќе ви се придружам, сигурна сум дека и колешката Или Панова, заедно, значи, да бидеме предлагачи на тој закон. И трето, и коментар, завршувам, за вас и може би барам коментар од заменик министерот, да, се вели овде признавање на трошоци за приватно здравствено осигурување, признавање на трошоци за тестирање од COVID-19. И сега на памет ми паѓа она фантастична бројка од 5 милиони евра во приватните клиники. Благодарам. Принудени биле луѓето, бидејќи не можеле во јавното здравство. Дали тоа значи дека во новиот закон што го усвоивме, се сеќавате измената, дека ќе може и таму да се лекуваат луѓето, дали ќе партиципирате во покривањето на овие трошоци или е тоа само повторно реторика? Извинете, благодарам.